Гостин во Дневникот Трајан Ангеловски од Сојузот на стопански комори на Македонија. Господин Ангеловски, колку е реално бизнис секторот да преживее зимата? Ке мора некако да преживее, ако какви се последиците, мислам дека никој не може да ги предпостави, никој не може да ги предвиди, ке мора некако да се бори, ке мораме сите да сватиме дека сносиме одредена одговорност од компаниите кои се директни чинители во своето работење секојдневно, до државата, до енергетските компании и така натаму. Мислам дека сите треба да дадеме одреден допринос, се со цел да се смали потрошувачката на електрична енергија, што е можно повеќе да има домашно производство и некако да се обидеме да ги амортизираме овие катастрофално високи цени на енергетските берзи. Добро, владата најави дека ќе разговара за ограничената маржа на трговците со струја, па дали реално и дали нешто ќе се промени во овој дел доколку се ограничи маржата? Па мислам дека во однос на ограничената маржа тој предлог е сосем реален, со оглед дека тие договори кои се подпишувани, инаку договорите обично се будимпештанската цена плюс 12% маржа за трговците. Едно е 12% маржа на цена од 200 евра, друго е 12% на цена од 1000 евра без никакво дополнително ангажман и така натаму. И мислиме дека тоа регулирање на маржите ќе даде одреден ефект, меѓутоа тоа е само една од мерките. Дефинитивно процедурите за монтажа на фотоволтаици мора да претрпат измени се со цел да се поедностави таа постапка. Самите компании да се фокусираат кон заштеда. Веќе имаме примери позитивни во одредени компании, се врши попис на потрошувачи кои до сега никогаш претходно не сме се фокусирале на тој начин, значи колку потрошувачи имаме, на кој начин функционираат, каде можеме да направиме рационализација. Значи мораме сите да бидеме свесни дека е специфично вонредна состојба и да го дадеме нашиот максимум. Од владата веќе најавија дека доколку се донесат некакви дел од овие мерки кои што ги побаравте и вие и другите стопански комори, ќе мора да има задолжување, па дали е време веќе да се задолжи владата за да може да се донесат мерките? Па гледам дека и Европската комисија веќе прифати еден од нашите предлози. Овие денови слушаме дека дури Европската комисија размислува на некој начин да ги ограничи цените, се со цел да некако ја стави под контрола овој берзански хаос со цените на електричната енергија и на енергентите, така да и ние очекуваме од нашата македонска влада одредени мерки кои ќе бидат во овој правец да на некој начин се контролира цената колку што е можно повеќе. Да, хотелирите веќе најавија клучна врата дека нема да можат да преживеат зимата, односно си ги платат сметките, па кој би бил следен сектор? Па мислам дека многу компании ќе го следат кога ќе видат во моментот дека немаат контрола над ситуацијата, сметките се толку високи да немаат капацитет да ги плаќаат. Најлогично решение ќе е гасење или престанок на употреба на тие уреди, машини, опрема, производство или било што останато, кое троши енергија во такви рамки каде што не можат компаниите или институциите да ги плаќаат сметките, тоа е сосем логично. Што ќе се случи со бруто домашниот производ доколку почнат да се затвараат бизнисите, бидејќи знаеме дека бруто домашниот производ зависи од домашните компании? Знаете што ќе се случи кога нема да работат компаниите? Едноставно тој бруто национален доход го немате. Слична ситуација веројатно како за време на локдаунот и короната. Претпоставувам дека слична атмосфера, можда не до таков обем, меѓутоа генерално многу негативно очекуваме да се одрази на бруто национален доход. Еве веќе ги споменав и хотелирите, па кој е следен, односно кои се другите најранливи сектори кои би биле први на удар? Па претпоставувам дека индустријата ќе биде, особено она извозна индустрија која има конкуренција во земји каде што има поволна цена на струјата. Први тие веднаш ќе го осетат овој удар. Вие рековте хотелиерите и не знам, листата е навистина долга, така да непријатно е да се коментира тој дел.
Да, еве во делот на фотоволтаиците владата веќе најави дека ќе има некакви измени законски за да може полесно да се поставуваат фотоволтаици, да се избегнат оние 80 документи, односно да се намалат. Дали тоа би придонело на некој начин? Па мислам дека е вистински момент да се одреагира. Знаете, се наоѓаме во една прилично непредвидлива и прилично хаотична состојба, така да секоја помош која што може ќе значи помалку бирократија, помалку губење време, повеќе оперативност во смисол што е можно повеќе енергетски ефикасни уреди, заштеда производство на енергија како што се фотоволтаиците, мислам дека ќе значи добар допринос и во вистински правец реакција од страна на владата. Што се случува со поврзувањето на мрежа кога ќе се постават фотоволтаици, веќе дел од компаниите велат дека е тешко да се поврзат на мрежата? Вишоците се откупуваат од страна на трговците со струја, особено овие кои се на слободниот пазар. Па и нели сега владата создаде одреден механизам, до душа по наше мислење, а оние 6 киловати се ниска граница, ние сметаме дека треба колку е приклучокот за влечење на електрична енергија од страна на корисникот, толку да биде можноста од инсталација на фотоволтаици. Тоа нас не е сосем логично. Постои техничка можност. Знаете, вие имате одредена димензија на кабел кој доаѓа од трафостаницата до вашиот објект. Сега, доколку вашиот кабел не поднесува толкава количина на енергија, вие не можете да пуштите во продолжба толкава количина на енергија. Значи, тука доколку постои потреба од техничка интервенција, веќе се пролонгира тој рок и веќе тука, нели, зависи од времето на изведба и така натаму, и тоа е реална состојба. Меѓутоа, за секаде онаму каде што приклучоците, доводните кабли сосем во ред поднесуваат количината и за влечење и за пуштање во мрежата, не гледаме никаква логика да се ограничуваат на помали вредности, да не може да се пушти вишокот, затоа што на крај крајва цело време говориме дека имаме недостаток. Ако имаме недостаток, еве, секоја, па макар и мала количина на вишак на енергија, логично не може да се пушти во мрежата.